И во Витлем им рече, отидете, разпрашајте се добро за младенецот. Православните верници денес го прославуваат големиот христијански празник Божик, денот на раѓањето на Исус Христос. Чествувањата започнаа утрово во храмовите на Македонската православна црква низ земјава, каде во чест на празникот се одржуваат свети божикни литургии. Традиционално централната прослава во Полошко е во црквата Пресвета Богородица во Гостивар, која и годинава собра илјадници верници на заедничка радост за денот на Христовото раѓање. Со светата литургија чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужители од Гостиварското архиерејско наместништво. Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди! Будете по радост и повесели. Честит празник! Литургијата заврши со причестување на верниците, меѓу кои имаше и многу дечиња. Чествувањето на првиот ден од Божик во Гостивар се заокружи со заедничка трпеза во дворот на црквата, подготвена од овогодинешните кумови, а благословена од владиката. Рождество Твое, Христе Боже наш, носија мирови след разума. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Господи, се Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Твојот светок, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Според Новиот Завет во Библијата, Исус се родил во Витлеем, каде неговите родители Марија и Јосиф дошле од Назарет за попис на населението, што било задолжително во тоа време во Римското царство заради плаќање на даноци. Марија и Јосиф кон Витлеем оделе со мало сиво магаре. По долгиот тежок пат, преспивајќи по карпести предели, пристигнале во градот кој бил преполн, па не можеле да најдат место за спиење. Еден гостилничар се сожалил на трудната жена и им ја дал за ноќевање шталата со добиток. Во тој простор во овчарската пештера, Богородица го родила Исус Христос и го положила во јаслите. Традициите налагаат Божик да се празнува во кругот на семејството, во топла и светла атмосфера, каква што Марија и Јосиф создале во пештерата, каде што се родил Исус.